Во меѓувреме се случи решението на апелациониот суд со која беше укината претходната првостепена пресуда во делот за Силвија Стојановска и постапувајќи по насоките на второстепениот суд не можеше ни да се очекува нешто поинакво отколку ослободителна пресуда, затоа што и во повторената постапка се изведуваат истите докази, други не се предложија, а од доказите кои ги предложи обвинителството, видите, не произлезе дека Силвија Стојановска е виновна за она што беше товарена. И Вие довме ставрев во посочи дека можеби таа била дел од препродавачите, но дека не била. Не сте го разбрале. Ставот 3 вели дека се организирана група и она е член на организирана група, а од изведените докази не произлезе дека воопшто Силвија Стојановска била членувала во таква меѓународна организација група која се занимава со трговија на дрога. Несреќата е брачниот другар, нејзин бивш, и за жал единствен аргумент на обвинителот беше незината брачна врска со осудениот и со неговиот брат. И цело време се темелеше обвинението на таа брачна врска, како она морала да знае што работи сопругот, незин бивши или братот него. Дека правдата задоволена? Апсолутно. Посебно, пак ќе кажам, сите жалбени наводи мои ги уважи апелациониот суд и лузорно беше и апсурдно да се очекуваат повторно да ја осудат, па повторно да идеме на апелационен суд по жалба. Имате право и сега буквално надаме, смислам дека односно оштета, дали ќе е Тоа е постапка која следува по правосилноста на пресудата. Апсолутно има право за нарушен углед, за изгубена добивка и се што не. Меѓутоа, за жал, нашата извршна власт, Министерството за правда, не е спремно да се спогодува по овие прашања, не само овој предмет, искуството ми говори. Туку повторно ќе треба на 2 години да се судиме со државата, да се утврди штетата која е каква е. Апсолутно.